Работниците на 1 мај повторно на улица. Известувачите од Советот на Европа во Македонија има напредок. Муцунски на Експо 2025 во Јапонија. Истече мерката за замрзнати маржи. 93 милиони европејци се под ризик од сиромаштија. Половина од земјите на ЈУ сакаат да трошат повеќе за одбрана. САД и Украина потпишаа договор за инвестициски фонд за реконструкција. Оптимизам на Wall Street и пораст на индексот S&P 500. 1 мај, символ на работничката борба и солидарност. 4 грешки што ги правиме за време на првомајската скара. Повисоки плати, достоинствени услови за работа и почитување на колективните договори остануваат клучните барања на работниците. Наместо на традиционална скара, дел од нив и оваа година излегоа на протест низ скопските улици, надевајќи се дека конечно ќе има реални промени. Иако парковите, кафеаните и излетничките места се полни, синдикатите повторно протестираат. Синдикалниот лидер Слободан Трендафилов ги повика работниците да излезат на улица, критикувајќи ги функционерите што, како што рече, гледаат низ розови очила од скапи кабинети. Трендафилов истакна дека платите се мизерни, не растат според колективните договори, а владата и работодавачите упорно одбиваат зголемување на минималецот на 500 евра и останатите плати за најмалку 100 евра. Дел од работниците, пак, иако свесни за состојбата, немаат надеж дека протестите ќе донесат промени. Скопјанката Ивана, вработена во приватна фирма, вели дека секоја година се слушаат истите ветувања без ефект. Проблемите со доцнење на платите, како кај вработените во културата, се проширени и на други институции од јавниот сектор, појава што трае со години. Македонија останува демократска земја со напредок во политичките слободи, медиумскиот плурализам и правата на малцинствата, оценуваат коизвестувачите на Советот на Европа, Сибел Арслан и Џозеф Орајли. Тие по посетата во земјава го поздравија напредокот во исполнувањето на обврските од членството, особено во однос на правата на здружување, изразување и реформите во клучните сектори. Сепак, во извештајот се нагласува потребата од итна изборна реформа, засилена борба против корупцијата и деполитизација на судството. Коизвестувачите изразија загриженост и за лошите услови во дел од притворските установи и повикаа властите да ги применат сите препораки на Советот на Европа. Поддршката за интеграциите останува силна, со апел за компромис околу вклучувањето на бугарското малцинство во уставот. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија, Тимчо Муцунски, престојува во Јапонија каде што присуствува на Националниот ден на Македонија во рамки на Осака Експо 2025. Земјата се представува со свој павилион, преку кој се промовираат културните, туристичките и економските потенцијали пред меѓународната публика. Муцунски ќе има и серија работни средби со јапонски функционери, меѓу кои со државниот министер за надворешни работи, со председателот на Јапонската организација за надворешна трговија и со заменик председателот на Агенцијата за меѓународна соработка. Разговорите ќе се фокусираат на зајакнување на економските односи, размена на искуства за развојна помош и справување со регионалните и глобалните предизвици. Вчера заврши мерката за ограничување на маржите на некои основни производи, што предизвика загриженост кај граѓаните поради можен скок на цените. Дистрибутерите веќе фактурираат со зголемени цени и до 50%, но од владата уверуваат дека нема да дозволат удар врз стандардот. Во случај на екстремен раст, ќе бидат донесени нови мерки. Заменик министерот за економија и труд, Маријан Ристески, оцени дека мерката ја постигнала целта, трговците ја научиле лекцијата и нема да предизвикуваат вештачка инфлација. Тој најави можност за продолжување на мерката ако дојде до нагло зголемување на цените. Ристески ја поддржува и обврската за јавно објавување на цени од маркетите, предупредувајќи дека оние кои нема да ја почитуваат ќе се соочат со санкции. Во Европската унија во 2024 година 93,3 милиони луѓе биле изложени на ризик од сиромаштија или социјална исклученост, што представува 21% од населението, објави Евростат. Тоа е мало намалување од 0,3% поени во однос на 2023 година, кога биле погодени 94,6 милиони или 21,3%. Станува збор за лица што живеат во домакинства кои се соочуваат со барем еден од трите ризици: сиромаштија, тешка материјална и социјална депривација или многу низок интензитет на работа. Највисоки стапки се забележани во Бугарија, Романија и Грција, додека најниски во Чешка, Словенија и Холандија. Околу половина од земјите членки на Европската унија побараа ослободување од буџетските правила за да ги зголемат инвестициите во одбраната. Европската комисија наведува 12 земји, додека Советот најутврди дека се 16, меѓу кои Белгија, Германија, Грција, Полска и Унгарија.
Европската комисија планира до 4 јуни да одлучи по барањата и предлага државите да можат да потрошат дополнителни 1,5% од бруто домашниот производ за одбрана без санкции. Според неа, ако сите членки го искористат ова, заедничките трошоци би достигнале 650 милиарди евра. Дополнително, предложена е програма за заем од 150 милиарди евра за одбранбени проекти. САД и Украина потпишаа договор за формирање инвестициски фонд за реконструкција, објави Американското министерство за финансии по неколкунеделни преговори околу пристапот на САД до украинските природни ресурси. Според соопштението, ова економско партнерство е знак на благодарност за поддршката од американскиот народ и има цел да ја забрза економската обнова на Украина. Украинската влада вчера објави дека е подготвена да го потпише договорот, кој се однесува на минералните ресурси. Се истакнува дека администрацијата на Доналд Трамп подолго време вршела притисок за ваков договор, поврзувајќи го со натамошната помош за Украина во контекст на војната со Русија. Индексот S&P 500 порасна по 6 пат поред, достигнувајќи 5560 поени, што е најдолга позитивна низа од ноември. Иако владее оптимизам, се потсетува дека во првите 100 дена од мандатот на Доналд Трамп, индексот изгуби 8%, најлош старт за еден американски претседател по Никсон во 1973 година. Оваа недела вниманието е насочено кон финансиските извештаи на технолошките гиганти Apple, Microsoft, Amazon и Meta, кои би можеле да влијаат на расположението на инвеститорите. ExxonMobil ќе ги објави кварталните приходи во петок, а и покрај падот на цената на нафтата за 15% во април, акциите на компанијата се стабилни и имаат раст од 150% во последните 5 години. Вистина е дека работниците на Чикаго се заслужни што денес, во голем дел од светот, се одбележува 1 мај како меѓународен празник на трудот. Овој ден, иако има корени во паганските празници посветени на природата, доби ново значење преку борбата на работничкото движење за подобри услови и права. Вистина е дека 1 мај го символизира отпорот и солидарноста на работничката класа, посветен на жртвите од штрајкот во Чикаго од 1886 година, кога се барало воведување на 8-часовно работно време. Вистина е дека полицијата, по првичната воздржаност, употребила насилство врз штрајкувачите, што предизвикало дополнителен револт, доведувајќи до немирите на 4 мај, кога непознат сторител фрлил бомба. А како последица 4 организатори, меѓу кои Спайс и Парсонс, биле погубени. Вистина е дека нивната вина никогаш не е докажана, но тие останале символи на работничката борба, што кулминирало со одлуката на Втората интернационала во 1889 година, 1 мај да биде ден на работничко единство. Вистина е дека 1 мај се празнува во многу земји, па и во Македонија, каде синдикалното движење има длабоки корени, започнувајќи со синдикатот на чевларските работници во 1908 година, а формално се организирало преку Сојузот на синдикатите на Македонија во 1946 година. Вистина е дека во Македонија празникот до 2006 се празнуваше 2 дена, а сега е само еден, кој традиционално се одбележува со излети, скара и дружење во природа. Вистина е дека во други европски држави 1 мај се прославува со логорски обнови, валпургина ноќ и песни во чест на природата и плодноста. Вистина е дека во некои земји, овој ден е повод за протести и нови барања од синдикатите, додека кај нас тој аспект е послабо изразен, што говори за културниот контекст и зрелоста на синдикалното организирање. Вистина е дека 1 мај не е само историски символ, туку и потсетник на постојаната борба за човековото достоинство на работното место. Иако во многу земји денес постојат закони кои го гарантираат 8-часовното работно време, правото на слободен ден и минимална плата, работниците и понатаму се соочуваат со прекршување на овие права, особено во земјите со слаба синдикална заштита или голема невработеност. Вистина е дека развојот на технологијата и глобализацијата донесе нови предизвици за работничките права. Дигитализацијата, флексибилното работно време и фриленс културата отвораат нови можности, но и ризици за експлоатација и несигурност. Затоа, денот на трудот денес се почесто се користи за потсетување на потребата од прилагодување на законите на современите услови и заштита на новите категории работници. Вистина е дека без разлика на начинот на одбележување, со мирна прослава во природа, со протести или со културни манифестации, 1 мај останува ден на заедништво и потсетување дека правата на работникот се изборени со жртва и солидарност. Затоа, обврска на секое општество е да го зачува значењето на овој ден и да продолжи да се залага за праведни, хумани и безбедни услови за работа. Првомајската скара е традиција во Македонија, но често се прават грешки кои можат да го расипат уживањето.
Една од најчестите е употребата на несоодветно месо или маринада, што може да влијае на вкусот и текстурата на скарата. Друга грешка е неправилното палење на огнот. Многумина користат премногу запаливи материјали или не чекаат доволно време за жарот да се стабилизира, што може да доведе до неравномерно печење или изгорена храна. Третата грешка е недостатокот на подготвеност. Заборавањето на основни алатки како клешти, четки за маринада или доволно чинии и прибор може да создаде непотребен стрес и да го намали уживањето во денот. Конечно, многумина не обрнуваат внимание на безбедноста при готвењето на отворено. Оставените запаливи материјали близу до огнот или непоставените заштитни мерки можат да доведат до несреќи. Со малку планирање и внимание, овие грешки лесно можат да се избегнат, обезбедувајќи пријатен и безбеден празничен ден. Работниците на 1 мај повторно на улица. Известувачите од Советот на Европа, во Македонија има напредок. Муцунски на Експо 2025 во Јапонија. Истече мерката за замрзнати маржи. 93 милиони европејци се под ризик од сиромаштија. Половина од земјите на ЈУ сакаат да трошат повеќе за одбрана. САД и Украина потпишаа договор за инвестициски фонд за реконструкција. Оптимизам на Wall Street и пораст на индексот S&P 500. 1 мај, символ на работничката борба и солидарност. 4 грешки што ги правиме за време на првомајската скара.